Наместо заштита од институциите, докторка заразена од коронавирусот разочарана од системот. Лекарката од Кумановската болница Гордана Николиќ, која беше една од првите здравствени работници заболени од COVID-19, преку социјалните мрежи ја сподели својата лична борба со вирусот, но и со Фондот за здравство. Вели како лекар кој се заразил на работното место, таа плаќа партиципација за лекарските услуги, а згора на се добива и скратена плата. Таа веќе 40 дена не оди на работа, а се лекуваше на инфективната клиника. Мене ми е многу битно совеста да ми е чиста, да не разболам други луѓе. Мислев за совеста и другите така размислуваат. Не било така. Некој во оваа наша државечка што донесува одлуки мисли дека јас дури и треба да бидам казнета. Како спиете вие од Фондот за здравство кога донесувате вакви одлуки во смисла дека ова не е мое заболување стекнато на работа, дека јас треба да плаќам партиципација за лекување во болница и за лабораторија, дека треба да ми ја скратите платата, а од ова заболување јас 2 месеци скоро ќе седам дома. Нема и да дежурам, а дежурствата се голем додаток на нашата основна плата. Пневмонијата и стресот ми се гратиси награда. Министерот за здравство призна, институциите веќе работат да ја исправат оваа неправда. И оти сите здравствени работници кои вирусот го добиле на работа, ќе земаат цела плата. Двата проблеми интензивно ги разгледувавме во изминатите неколку денови. За едното прашање во однос на боледувањето, решението е најдено и тоа веќе ќе се имплементира преку измена во правилникот во Министерството за труд и социјална политика, каде целосно ќе биде покриена платата. Најпрво од работодавецот првиот месец, после тоа од фондот, кај сите кои што се заболени од оваа болест, третирајќи го како професионално заболување. Зборувам за здравствените работници. Во однос на партиципацијата, единствено можно решение беше измена во програмата за партиципација во рамки на Министерството за здравство и ние тоа ќе го направиме во текот на следната недела. Инаку досега во Македонија со COVID-19 заразени биле над 230 здравствени работници или близу 17% од вкупниот број на пациенти.